Бајколент. Аудио бајки. Секогаш верувај во себе. Во едно тивко зелено катче на шумата, каде што листовите светкаа под сонцето, живееше мало гасениче по име Гого. Секој ден тој гледаше кон еден голем висок лист и си велеше: колку сакам да си искачам таму горе. Еден ден Гого реши да се обиде. Го исправи своето мало телце и направи едно внимателно чекорче. Потоа уште едно, но одеднаш Лиз се стркала назад по земјата. Не можам, тажно прошепоти Гого. Тогаш долета неговата другарка, бубамарата Буба. Се лизна еднаш, Гого, рече таа нежно. Тоа не значи дека не можеш. Гого ја погледна збунето. Зарем има разлика? Буба се насмевна. Има голема разлика. Кога ќе се лизнеш, тоа значи дека си се обидел. А не можам, значи дека си се откажал уште пред да пробаш. Гого повторно тргна нагоре. Повторно се лизна. Неговите мали ножиња се изморија, а стомачето му затрепери. Премногу е тешко, прошепоти. Буба седна до него и му рече: тешките работи така изгледаат, токму пред да станат лесни. Гого длабоко вдиша. Направи едно мало чекорче, потоа уште едно, па уште едно. Нозете му се тресеа, но овој пат не падна. Полека, чекор по чекор, се искачуваше се повисоко, додека конечно не стигна до врвот на листот. Успеав! Извика радосно Гого. Пеперутките летаа околу него, а шумата како да се смееше заедно со него. Таа вечер Гого лежеше под звездите и гледаше кон уште поголем лист. Но сега веќе не се плашеше. Ја научи најважната тајна. Не можам, значи само се уште не можам. А со вежбање, трпение и храброст, еден ден ќе може се што ќе посака. И Буга беше горда на својот мал пријател, затоа што знаеше: секој обид вреди, секое паѓање не учи и секое мало срце може да успее, ако не се откаже. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.